Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. 1930 учесници од 28 земји ќе бидат дел од овогодинешното 7 издание на Охрид трчат. Едукативен проект Пчела на цвет за сите деца мед во основното училиште Григор Прличев. Државниот инспекторат за животна средина бара од општината да постапи според законот за градење и управување со отпад во Студенчишко блато. Античкиот театар со нова безбедна дрвена конструкција. Расте бројот на жени заболени од канцер на дојка во земјава. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид времето денес претежно сончево со локална облачност и многу топло со дневни температури во пораст до максимални 23 степени Целзиусови. Попладне услови за локален развој на нестабилност со облачно нестабилно време со дожд и грмотевици во текот на ноќта кон сабота, ветро со локална облачност. Утре над североисточна и источна Европа времето стабилно со локална облачност, над Алпите, над Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици. Освен во западна Европа каде се очекува топло време. Во останатите делови од стариот континент невообичаено ниски температури за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во сабота умерено облачно и нестабилно време со локална облачност и пониски температури. На северна полуострово претежно сончево со локална облачност, а локално зголемување на облачноста и суво време. Максималните дневни температури од 19 до 28 степени на Балкан. Во Македонија во сабота во утринските и предпладневните часови претежно сончево со локална облачност и топло време. Попладне развојна нестабилност која ќе донесе умерено облачно и нестабилно време со дожд, грмотевици и локално поројни врнежи со услови за појава на невреме. Минималните температури од 8 до 16, максималните од 19 до 28 степени. Во недела и понеделник во првата половина од денот времето претежно сончево со локална облачност, попладне умерено облачно и нестабилно време со дожд, грмотевици и локални поројни врнежи и појава на невреме. Минималната 12, дневната 21, односно 23 степени. Во Охрид во вторник претежно сончево со локална облачност, а попладне дожд и грмотевици. Утринската температура 13, дневната 21 степен Целзиусов. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау центар на улица Железничка. Ресторан Далга. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Седмо издание на најмасовната и најголема спортска манифестација кај нас, атлетскиот викенд Охрид трчат 2023. Информативниот и едукативниот дел од манифестацијата ќе помине во знакот на денешното експо и утрешната панел дискусија, на која учество ќе земат представници на етаблирани маратони од регионот и Европа. Спортскиот дел од манифестацијата започнува вечерва со ноќната трка на 2 километри. Главниот настан е во недела, кога ќе се одржат предвидените трки во надпреварувачката конкуренција на 5,21 километар со почеток во 20 часот. 1930 учесници од 28 држави се само дел од импозантните бројки со кои годинава може да се пофали најголемата спортска манифестација кај нас, атлетскиот викенд Охрид трчат 2023. Од 2 до 4 јуни во уникатниот амбиент низ улиците на древниот Охрид, љубителите на спортот ќе може да ги совладаат спортските подвизи кои си ги поставиле, да се дружат и најважно од се да уживаат во убавините на градот. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој самиот ќе учествува со стартен пакет 1, вели дека оваа манифестација е предвесник за успешната туристичка сезона која ни предстои. Тој вети дека и во иднина локалната самоуправа во рамки на своите можности ќе го поддржи ова спортско случување во градот. А овај настан секако дека сам по себе представува и најава за престојната летна туристичка сезона. Странските учесници на настанот одблиску ќе го запознаат Охрид и неговата уникатна убавина, секако изобилството на историски и културни знаменитости. Верувам дека поради тоа покрај настанот Охрид трчат ќе не посетуваат буквално секоја година и во текот на туристичката сезона, а секако и во текот на целата година. Годинава на Охрид трчат ќе учествуваат рекорден број надпреварувачи во трките на 5 и 21 километар, во индивидуална конкуренција и во штафета. За нив ќе се погрижат над 250 волонтери од разни профили, помагатели и спортски професионалци кои интензивно работат на организацијата на настанот за и овој пат да биде на највисоко ниво, што е препознатлив белег на Охрид трчат.
Растот и развојот на манифестацијата е благодарение на помошта од локалната самоуправа, истакна Иван Цветковски од организациониот одбор на манифестацијата. Тој е особено горд што годинава 46% од учесниците на полумаратонската трка се странци. Нас како организација ни е императив се она што го организираме, да го организираме надвор од туристичката сезона, за да можеме тој бенефит на Охридската заедница уште повеќе да го зголемиме. Им благодариме на целата приватна заедница, на сите институции локални, кои што се во функција за нас и поддршка за сето ова да изгледа вака и да го организираме на вистина на светско ниво. Главниот настан е во недела, која ќе се одржат предвидените 3 трки на 21 км штафетниот полумаратон и трката на 5 км во надпреварувачка конкуренција. Почетокот е закажан за 8 часот и 30 минути и во 8 часот и 35 минути за трката на 5 км. Ке се трча на старата патека од пред 2 години, на најубавите локации во градот. Кејот Македонија, улиците Партизанска, Димитар Влахов, булеварот Туристичка и Линденска во стариот дел на Охрид и патеката до хотелот Инек Солгица времено ќе бидат затворени за сообраќај во недела. Би апелирал до граѓаните да во текот на од 8 часот и 30 минути, односно улиците затворат во 8 часот до 11 часот и 30 минути. Овие улици кои што претходно ги спомнав ќе бидат затворени за сообраќај, да се воздржат од излегување со своите автомобили. Постојат секогаш алтернативни места кај што може да ги остават своите автомобили доколку имаат потреба од некаква излегување надвор и да ги поддржиме тркачите, да го направиме Охрид недела да биде фестивал на спортот. Во сабота ќе се одржи панел дискусија на која учество ќе земат представници на етаблирани маратони од регионот и Европа. Оваа манифестација може слободно да стои рамо до рамо со спортските манифестации од ваков ранг во регионов, истакна председателот на Белградскиот маратон Дарко Хабуш, кој ќе биде исто така еден од учесниците на Охрид трча 2023. Не разликuje се у многоме све ово што ми заеднички радимо, главна Не се разликува многу во се она што ние заеднички го правиме. Главната поента е тоа што сакаме да се споиме, да направиме една убава регионална спортска соработка, да направиме една варијанта која тркачите од земјите од регионов ќе ја посетуваат, како од Охрид и од Белград, така и од другите градови од регионот. Спортот е тој кој ги поврзува луѓето и градовите, единствениот вистински начин кој треба да се избере за да живееме здраво и за да можеме да ги научиме децата за вистинските вредности. Експото кој денес започнува и ќе продолжи и во сабота. Попладнето од 18 часот предвидено е загревање со Стречвел Србија, како и увертира во ноќната трка на 2 км вечерва, која стартува во 20 часот, пошто следи забава. Наградите за првите 3 места во машка и женска конкуренција се 300, 200 и 100 евра. Државниот инспекторат за животна средина информираше за констатираното од вонредниот инспекцијски надзор на студенчишко блато, направен на 25 мај. Врз основа на извршениот увид, до општина Охрид доставиле известување со барање за нивно постапување согласно законските надлежности, Закон за градење и Закон за управување со отпад, а доставиле известување до инспекцијскиот совет. Државниот инспекторат за животна средина информираше за констатираното од вонредниот инспекцијски надзор на студенчишко блато направен на 25 мај. Надзорот е реализиран од страна на главен инспектор за заштита на природата, генерален инспектор за животна средина, општински инспектор за животна средина и представник од општина Охрид кој работи на акти од областа на животната средина. Од Државниот инспекторат за животна средина информираат дека за време на надзорот се изготвил записник за констатација по увидот на следните локации. Локација покрај магистралниот пат Охрид-Светинаун, при што било утврдено дека на 2 парцели имало насипано ископи од земја, инертен материјал, скоро до височина на магистралниот пат и земјата била зарамнета со механизација со видливи траги од истата. Помеѓу двете парцели имало отпочнато да се насипува и во третата парцела, но било стопирано при што имало поставено крупни камења и гранки од дрвја. Потоа границата на студенчишко блато по течението на реката Рача, при што во непосредна локација на самата гранична линија, во така наречената зона на одржливо користење, се вршело изведба на градежни работи на комплекс на градби 6 локации и тоа во фаза на изведба. За време на надзорот била направена фотодокументација на сите локации. Врз основа на извршениот увид од страна на Државниот инспекторат за животна средина до општина Охрид доставено известување со барање за нивно постапување
постапување согласно законските надлежности, Закон за градење и Закон за управување со отпад, а доставено е известување до инспекцијскиот совет, информираат од Државниот инспекторат за животна средина. Оттаму известуваат дека и по претходно доставена представка од страна на граѓанско здружение Фронт 2142, Државниот инспекторат за животна средина постапил по истата, односно врз основа на анализа на содржината на истата направил комуникација со Општинската инспекција на Охрид, која веќе за двата посочени случаи имала постапување согласно надлежностите за градежни активности градење, односно инертен отпад од земја. Истовремено од Општина Охрид е побарано за превземените активности на локацијата Студенчишко блато да го информираат Државниот инспекторат за животна средина, Инспекцијскиот совет и Фронт 2142, стои во соопштението од инспекторатот. Едукативен проект Пчела на цвет за сите деца мед во Основното училиште Григор Прличев. Проектот е по повод 1 јуни, Меѓународниот ден на детето и месец мај, месецот на пчеларството. Основното училиште Григор Прличев во боите на најблагородниот инсект на планетата, пчелката, најмалите прличевци, со едукативен и креативен проект насловен Пчела на цвет за сите деца мед, го одбележаа 1 јуни Меѓународниот ден на детето и го испратија месец мај, месецот на пчеларството. Преку едукативниот проект, прличевци се запознаа со животот и вредноста на пчелите. Гости им беа од Пчеларското здружение Охрид. Пчеларот Ицко Китанчев за учениците одржа интересно предавање за значењето и одгледувањето на пчелите и вредноста на нејзините производи. Учениците имаа можност да видат како изгледа рамка со живи пчели на неа, пчелин восок, саќе, мед и други медни производи. Во разговор со пчеларот, децата имаа и интересни прашања, дали пчелата има срце, дали јаде мед, дали е таа паметна бидејќи јаде мед, дали се вредни и машките пчели, зошто пчелите касаат. Ова беа само дел од прашањата од умните глави на малите прличевци. Секое дете доби и подарок медче. Пчелите се најстарите жители на планетата Земја. Живеат на неа повеќе од 30 милиони години. Медоносната пчела е најважниот опрашувач во природата. Инспирирани токму од големината на нејзиното постоење, загрижени за нејзиното исчезнување и уништување, испраќаме порака дека не смееме да дозволиме пчелите да ги снема, порачаа прличевци. Учениците најмалите првачиња имаа подготвено културно-уметничка програма, облечени како вредните пчелички и пчелари, го направија овој настан уште повпечатлив. Преку едукативниот проект учениците ја сватија мислата на Алберт Ајнштајн, кој рекол дека ако не постојат пчелите на планетата ќе има живот уште само 4 дена. Проектот Пчела на цвет за сите деца мед е реализиран од наставничкиот кадар, Советот на родители во соработка со Пчеларското здружение од Охрид. Античкиот театар е културниот бренд на Охрид. После 2 децении од повторното ставање во функција на овој локалитет, Националната установа Завод за заштита на спомениците и музеј Охрид изврши комплетна промена на дрвената конструкција со нова, безбедна и функционална за бројните посетители, информираат од установата. Демонтажата на старата и дотраена конструкција започна во средината на месец април, поради што просторот беше затворен заради безбедност на посетителите. Во пораст бројот на заболени од карцином на дојка во земјава. Во 2018 година имало 750, а годинава бројот е 1100 диагностицирани пациенти. Најмладата пациентка има само 21 година. Според онколозите, за успешно лекување клучно е навремено откривање на болеста преку редовни прегледи. Во последниве години забележително расте бројот на жени заболени од карцином на дојка. Не се јасни причините, но се претпоставува дека тоа се должи на повеќе фактори: загадениот воздух, стресот, алкохол, пушење и генетика. Ракот на дојка не познава возраст и представува голем ризик за сите жени. Најмладата пациентка со диагностициран карцином на дојка во земјава е 21 годишна девојка. Нас не се случуваат 5 до 6 пациентки годишно што се диагностицираат и се верифицираат истопатолошки со почетен стадиум инситу карцином на дојка, одогледуваат или не доаѓаат на време на контрола или не барат помош, почнувајќи од матичен доктор, па од друга инстанца во смисол на диагностика кај радиолог за ехо или за мамографија,
консултација со онколог или консултација со хирург. Лекарите велат во земјава ја има најсовремената терапија која е многу скапа. Едно лекување чини десетици илјади евра, но за пациентите со здравствено осигурување е бесплатна. У нашава клиника, значи, ја имаме и соодветната таргетирана терапија, биолошка терапија или имунотерапија. По медиумите што имате слушнато, верувајте, тоа е најсовремена терапија која у свет се дава, само што во светот кошта многу пари или треба специфично осигурување да се имате, кај нас само ако си наш државјанин, нормално, ако имаш осигурување, се дава, кај нас се е без пари. Според онколозите за успешно лекување клучно е навремено откривање на болеста, преку редовни прегледи, ултразвук, скрининг и мамографија, кои се препорачуваат на сите жени после 25-та година. На точак, Охрид и Струга да видам. Традиционален ИПА вело викенд на 24 јуни. Интернационалната полициска асоциација ИПА регион Охрид на 24 јуни организира ИПА вело викенд на точак Охрид и Струга да видам. Ова е традиционална седма поред рекреативна велосипедска тура Охрид Струга Радожда. На овој начин ИПА Охрид прави свој обид за промовирање на Охрид, Струга и на целиот крајзерски регион како атрактивни туристички велодестинации, што значително ќе ги издигнат на светската велотуристичка мапа. Со ова упатуваме порака до двете општини, конечно и сериозно да се заложат велосипедското поврзување пред се на Охрид до Струга и кон туристичките населби Пештани и Радожда да станат реалност, велат од Интернационалната полициска асоциација ИПА Охрид. Во време кога државите градат велосипедски автопати, редно е и во Охридско-Струшкиот регион да имаме безбедни велопатеки, а не да возиме покрај автомобилите, автобусите и камионите и да се ставаме во сериозна и опасна ситуација како ранлива категорија учесници во сообраќајот, додаваат од асоциацијата. Централниот велонастан ќе се одржи на 24 јуни сабота со почеток во 8 часот. Тргнувањето е од градското пристаниште во Охрид, ќе се вози покрај брежието на Охридското езеро по стариот пат Охрид-Струга и во 8 часот и 45 минути кај Еврохотел е предвидена средба на Охридската со Струшката велогрупа и потоа заеднички ќе се вози низ живописните зелени предели кај Калишта, хотелите Бисер, Изгрев и Мак Петрол до преубавата Радожда, информираат од ИПА Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Високиот представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Жозеф Борел изјави дека во разговорите со председателот на Србија Александар Вучич и председателката на Косово Вјоса Османи биле поставени три барања: нови избори на северот на Косово, обезбедување учество на србите во нив и започнување со работа на формирање на заедницата на српски општини, наведувајќи дека во спротивно ќе има сериозни последици за односите со Унијата. Седев со Вучич, разговарав со Османи за опасната ситуација на Косово заедно со Емануел Макрон и Олаф Шолц, напиша Борел на Твитер. Наведи дека биле изнесени трите јасни барања: од нови локални избори, обезбедување учество на србите и започнување со работа за формирање заедница на општини со српско мнозинство во диалог со поддршка на Европската Унија. Ако не го направите тоа, ќе има сериозни последици за нашите односи, рече Борел. Низ цела Украина рано утрово беше прогласена тревога поради руските ракетни напади, а неколку часа по нападот беше укината во поголемиот дел од земјата, вклучително главниот град Киев. Киевските власти претходно известија дека имало две одделни серии напади. Градоначалникот на Киев Витали Кличко изјави дека не се регистрирани повици до спасувачките служби. Од почетокот на мај Русија изврши 20 ракетни напади со беспилотни летала врз украинските градови. Украина редовно тврди дека нејзината одбрана ги соберува повеќето руски ракети и беспилотни летала. Русија синоќа го нападна Киев со 15 крстосувачки ракети и 18 ирански беспилотни летала Шахет, соопшти генерал-штабот на украинската армија, а пренесе Киев Индепендент. НАТО не може да разговара за прием на нови членки во Алијансата кои се во војна, изјави германската министерка за надворешни работи Аналена Бербок. Алијансата има политика на отворени врати за прием на нови членки. Бербок истакна дека по приемот на Финска од НАТО и се надева наскоро дека ќе влезе и Шведска во Алијансата и го нагласуваат овој принцип. И унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто изјави дека влезот на Украина во НАТО не може да биде на дневен ред ни за време на самитот на Алијансата во јули во Вилнус.
Белата куќа соопшти дека Џозеф Бајден е добро откако најстариот претседател во историјата на САД се сопна и падна на церемонија на доделување дипломи во Академијата за пилоти во Колорадо. На 80 годишниот Бајден му помогнаа да стане и се чинеше дека е неповреден, што потоа беше и потврдено од Белата куќа. Имаше вреќа со песок таму каде Бајден им честиташе на дипломците, изјави директорот за комуникации на Белата куќа. Бајден стоил час и половина додека се ракувал со сите 921 дипломец. Ме нападна вреќа со песок, се пошегува Бајден откако се врати во Белата куќа. Портпаролката на Белата куќа изјави дека Бајден бил целосно добро по несреќата и со голема насмевка се качил во авионот за Вашингтон. Последните анкети покажуваат дека мнозинството американски гласачи се загрижени поради возраста на Бајден, кој би имал 82 години на почетокот на вториот мандат. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам на довербата. Имајте пријатен ден.